Иако бројот на апликации е за речиси 100 поголем од првиот јавен повик, 17 општини од кои 4 скопски и уште 13 други, меѓу нив Валандово, Струга, Дебар, Крушево, Битола, воопшто не аплицирале на вториот јавен повик за владина поддршка на инфраструктурни проекти. Заклучно со вчерашниот ден до архивата на Министерството за локална самоуправа стигнале 450 апликации од 63 општини, а речиси половина од нив, како што соопшти ресорниот министер Златко Перински, имаат право да аплицираат и со други проекти согласно критериумот за финансиски средства кои им следуваат со формулата по глава на жител. 36 општини аплицирале со проекти во вредност од максимумот на финансиски средства кои им следуваат согласно формулата по глава на жител. 27 општини имаат можност да аплицираат со уште проекти до максимум предвидената сума, а 17 општини воопшто немаат поднесено апликативни формулари. Перински вели и на првиот и на вториот повик општините фокусот го ставаат на проекти од патната инфраструктура, а такви досега се над 500 проекти. Од околу 300 од првиот јавен повик, досега само 30 се целосно завршени, а 4 проекти во 3 општини се уште немаат отпочната постапка. Станува збор за проект за пречистителна станица во Чучер Сандево, 2 проекти на општина Аеродром за доградба на мост на Маркова река и реконструкција на водоводна мрежа, и еден проект за детска градинка во Ѓорче Петров. Од првиот јавен повик 251 се со склучен договор, 251 проект се со склучен договор, 140 се веќе воведени во работа, 30 се целосно завршени, 33 проекти се во постапка на тендерирање во насока на избор на изведувач и само 4 немаат отпочнато постапка. Затоа што дел од овие 4 има отворено тендерска постапка која се поништи заради одредени фактори и повторно треба да се реобнови. Во вториот јавен повик предвидени се околу 250 милиони евра за капитални инфраструктурни проекти за локалните самоуправи. Во однос на временската рамка за завршување на проектите, од ресорното министерство посочуваат, општините сами ги одредуваат роковите во тендерските постапки.